председателке, почитувана колешке, немам јас никаков проблем со комуникација ниту со градоначалникот, ниту со било кого. Во секое време и знаете дека и со вас разговараме за многу прашања што се однесуваат за општина Бутел. Нормално дека мораме да комуницираме, затоа што тоа е единствениот пат за решавање на горливите проблеми на граѓаните во општина Бутел. Јас вчера вие не бевте, ги нагласив и другите поголеми проблеми, имам и тука амандмани и за изградба на поликлиниката, но информациите кои што јас ги добивам и комуникацијата со советниците кои што присуствуваат на советот, значи она што ми беше кажано дека за ова прашање нема добиено таков одговор како што сте добиле вие во вашата комуникација со градоначалникот. Сега сме поблиску една скала до решавањето на проблемот. Имаме информација дека се работи во насока на решавање, дека е потребна експроприација, дека е потребно залагање, но секако дека нема да се согласам дека на општина Бутел дека не е потребно да се побараат средства од буџетот од државниот буџет, затоа што многу често проблемите во Бутел не биле решавани токму заради ограничениот буџет. Барем така сме имале информации. Инаку дали е направено нешто во Бутел, мислам дека направено е многу од претходната влада. Нема да бидам јас ниту обвинител, ниту адвокат на било кој градоначалник, но мојата работа како пратеник е да го искажувам барањето, гласот на народот и да ги застапувам нивните интереси. Жалам што некојаш ќе допрат до оние кои што се одговорни најмногу за живењето во една локална заедница до градоначалниците, но искрено верувам дека доколку го слушаат нашиот глас и доколку го сватат добронамерно, бидејќи ова не е критизирање, туку е една критика добронамерна, ние би биле и подлога за нивните позитивни активности. Доколку се оградуваат, се оглушуваат од нашиот глас, тогаш значи дека се оддалечуваат од граѓаните, а ние нема да запреме да ги искажуваме гласно од оваа говорница, бидејќи за тоа сме платени, да го искажуваме нивниот глас. И уште ако се избориме за решение, без разлика кој е сега на власти, кој ќе го понеси ореолот на решавач на проблемите локални, горливи, на Бутел или на Чучер Сандево или на другите општини, мислам дека доста е веќе од префрлање на топката. Вие бевте на власт, па ништо не направивте, па ние сега, значи, без разлика една година, нашето укажување треба да вие треба да бидете благодарни што укажуваме на слабостите, затоа што ако се молчи, може некој и да застрани во своето владење. Не треба да го сваќате тоа како товар, тоа што пратениците ги искажуваат проблемите. Има уште многу проблеми и ќе ги кажуваме, но тоа треба да биде извор на идеи како да се подобри работењето на локалната самоуправа. Јас мислам го следам работењето на градоначалникот кога оди ги удостојува училиштата по патронати и така натаму. Тоа е позитивно, но треба да видиме на вистина активност која ќе значи започнување на изградба на поликлиника, бидејќи тоа е ветено во вашата програма, каде што ќе се започне, јас знам, исто така знам дека има направено и уличка во Визбегово, но не е доволно тоа. Значи, ние мора да укажуваме, а и треба да слушне министерот, треба да дадат помош и поддршка на овие места кои што се пола рурални, можеби и повеќе рурални и урбани, да дадат поддршка, да се сврти вниманието, да не биде Бутел окарактеризирано како ничија земја, да не биде Бутел само извор на гласови за да победи една или друга опција, туку на вистина да им се подобри животот на сите граѓани на општина Бутел, бидејќи и Радишани е во темница, не е само Скопје Север како што вие кажавте. И да ве потсетам, Љуботен и Љубанци се справуваат со немање на вода во зимскиот период. Има многу работа тука, ние ќе седниме и заедно со вас, јас немам никаков проблем, баш ќе ми биде мило ако
разговараме и ако нешто и заеднички настапиме, да покажеме на граѓаните дека не сме тука само да дефилираме и да искористуваме политички поени и позиции, туку навистина сме во интерес на нивните барања и нивните потреби. Благодарам.